Дали Универзитетот во Свети Николе испостава на рускиот и бугарскиот сомнителен капитал со поддршка на разузнавачките служби. На оваа тема истражуваше нашиот колега Игор Стојанов. Ова е Александар Десподовски, русин со македонско потекло кој денес дипломираше на Славјанскиот универзитет во Македонија. Тој се одлучил, наместо студии во Москва, да го избере Свети Николе. Јас студирам на Меѓународен славянски универзитет во Света Николе на правни науки. Многу ми допаднае програма и некако ми боле у Македонија и затоа сам овдека почнаа да учу. Овдека некако поблизу до Европа и некако се другачи. Оно све е интересно, але сакам да отиду у други држави, да виду други држави како тамо стanje и затоа нечу да живо едно место, у една држава. Славјански универзитет во Свети Николе денес е во центарот на вниманието на македонската јавност, поради актуелните соработки кои што овој универзитет ги има со Русија, а и најновата, со Универзитетот од Велико Трново од Бугарија. Имаме голема чест денеска да соопштиме една убава голема радосна вест за нашиот универзитет и воопшто за македонската јавност со потпишувањето на договорот со Великотрновскиот универзитет, еден од најголемите бугарски универзитети во делот на докторските студии. Ние се радваме, че имаме възможност да склучим со подпишувањето на договорот за меѓународна соработка со вториот по големина, како што каже проректорот, универзитет во Бугарија, се отворени вратите на идните студенти на Меѓународниот славјански универзитет за почеток на докторантите. Тоа беа снимки од 2017 година кога иницијално овој универзитет во Свети Николе ја започнува соработката со Бугарскиот универзитет. Универзитетот во Свети Николе во градче кој што има 15.000 жители е еден од универзитетите кој што има соработка со големи универзитети од Русија, меѓутоа и насекаде во светот. Бугарскиот универзитет денеска ја проблематизира целата политичка конотација токму поради ситуацијата која што се случува. Меѓутоа, според информациите кои што ги добиваме одовде, соработката е многу поодамна и нема потесна врска со политиката. Недопустливо и многу невкусно се случи коментарите да ги на или во јавност или воопшто политичките коментари да доведат до една непријатна ситуација, барем делимично, иако многу луѓе и добро знаат зашто се работи. Ali како и да е, ова програма, пак ќе кажам, нема никаква врска, нити пак владите уопште имале било каква активност околу соработката на овие два универзитети, освен тоа што формално правно дека владите конечно мора да дадат согласност за соработката согласно член 25 од Законот за високо образование. Од друга страна, овој универзитет пак важи и за така наречен руски универзитет. Ние сме Македонски универзитет, тоа е едната работа, ние имаме програми со Рускиот универзитет од Тамбов, меѓутоа тој се поради општата ситуација е прекинат, односно познатата ситуација. Со Бугарскиот универзитет започнавме не со еден, него со повеќе. Започнавме неколку програми. Нормално работиме и со универзитети од други држави. Значи, не гледаме на тоа универзитетот од која држава е. Него гледаме од тоа, од аспект на тоа што нас најповеќе ни одговара во смисла да ние тоа го прилагодиме на, условно да кажем, на територијата на Македонија и воопшто на регионот. И тоа што го препознаваме како недостаток од модели, тоа и го форсираме. Нашиот универзитет има склучено многу бројни соработки со универзитети како од Русија, така и од соседните земји. Сето тоа има многу големо влијание и придобивка за нашиот универзитет, секако за нашите студенти, за нашиот професорски кадар. Секако како предност, значи нашиот универзитет има соработка многу години наназад со овие универзитети во Русија. Би рекла секако како предност, значи придобивки и за нашиот универзитет и за нивниот универзитет, секако имаме долгогодишни соработки за размена на професори, на студенти. Она што е интересно е дека Славјански размислува со друг универзитет од Србија да изведува настава во Бугарија.
Ние заедно со еден партнерски универзитет исто така планираме да направиме програма која ќе ја понудиме во една друга држава, во случајот пак ќе кажам ете Бугарија, каде ние пак ќе направиме тие програми да бидат атрактивни за нивните студенти, бидејќи такви програми нема. Нормално и таму активностите би се одвивале на англиски јазик. Универзитетите по правило треба да се автономни институции, кои ги интересира науката и вистината. Една од заложбите и на договорот за добрососедство со Бугарија беше и развој на меѓусебното високо образование. Мислам дека со нашето работење создаваме мостови за соработка. Сепак универзитетската соработка е навистина благородна, племенита, другачија од секојдневната, ослободена од политичките конотации, ослободена од националистички конотации и така натаму. Никогаш не станало збор за некаква политичко размислување во рамките на нашата соработка. Инаку нормално е дека секој има право да си ги задржи своите политички национални ставови и така натаму. Ние зборуваме само за конкретна академска соработка која се надеваме дека ќе биде на општо добро. Согласно Законот за високо образование, странска установа има право да врши високо образование во Македонија по претходно мислење од Одборот за високо образование и акредитација. Според членот 25, наставата треба да се врши на еден од светските јазици. Законот не ги наведува прецизно кои се светски јазици, но официјалните јазици на Обединети нации се арапски, кинески, англиски, француски, руски и шпански. Во случајов со Свети Николе, Бугарскиот универзитет, наставата ќе ја изведува на англиски јазик.